изминативе 5 години видовме колку слабе е државата, кога нејзиниот прв човек е слаб. Видовме колку слабеат позициите на државата, кога тој прв човек не може да се наметне ниту во странство, ниту дома. Видовме колкава цена плаќа една држава кога председателот нема сила едно не да каже на извршната власт. Државата е силна колку што се силни нејзините луѓе. Државата е силна колку што сила покажува и мудрост и разум нејзиниот татко, нејзиниот прв човек. Стево Пендаровски е председателот кој со гордост ќе го споменуваме дека ја води оваа држава и овој народ. Имаме шанса со еден глас зад еден параван да испратиме две моќни пораки. Првата, дека Македонија заслужува вистински председател, и втората, дека Македонија е зрела за промени. Да живее Тетово, да живее Македонија и за подобро. Јасно и гласно ќе кажам, свесен за предизвикот, честа и шансата која што ќе ја добијам. Стево Пендаровски ќе биде и мојот председател. Стево Пендаровски ќе биде идниот председател на Република Македонија. Почтувани пријатели, Тетово со својата различност навистина има граѓани кои што по многу работи се разликуваат помеѓу себе. Едните се молат на Господ во црквата Свети Кирил и Методи, другите се молат на Аллах во шарена џамија. Многу сме различни по многу основи, но сите сме исти и еднакви под една работа. Сите живееме сиромашно, сите ги трпиме тортурите од оваа власт и сите сме во безизлезна состојба во која што се наоѓа нашата земја. Проблемите ни се заеднички на сите. И верувајте, сите проблеми имаат име. Но причината за овие проблеми има и име и презиме. Името е Никола, презимето е Груевски. Нема никој од надвор да дојде, да помогне да си ја додржиме Македонија. Нашиот народ е тој, кој што мора да се крене, да се дигне и да каже стоп, да ги искористи овие дупли избори и да го спречи ова харање по Република Македонија, ова бесно владење и ова плячка која што се случува во државата. Премногу сме малку да се ништиме помеѓу себе. На 28 април сите ќе имат една многу важна придобивка. Уште првиот ден после победата. Таа придобивка се вика слобода. Слобода за сите. Попрво Шар планина ќе распука отколку ние да се откажеме. Криминалите ќе ги гонеме до крај и парите има да ги вратат назад во државата. Подобро и посрекно од ова денеска што го имаме можеме. Имаме работлив народ, скромен и кроток работлив народ. Господ ни дарувал убаво поднебје, добра географска положба. Можеме со својот труд чесен и достоинствен живот да живееме. Можеме горди граѓани на оваа Македонија сите да бидеме. Ве уверувам дека заедно тоа можеме да го докажеме. Да застанеме сите рамо до рамо и да најавиме нов почеток за Република Македонија. Да сте живи и здрави, да живее Тетово, да живее Република Македонија. Стево е мојот председател.